При земјотрес, пожар или поплава, раководните лица во училиштата се одговорни да преземат мерки за заштита. Секое училиште мора да формира тимови за реакција во случај на итна ситуација составени од вработените во училиштето. Училиштето треба да изработи план за заштита, спасување и безбедна евакуација. Планот треба да содржи мапа на училиштето на која што се обележани хидранти, противпожарни апарати и друга опрема. Безбедните места и излезите за евакуација треба да бидат соодветно означени. При земјотрес наставниците ги смируваат децата, укажувајќи им да се скријат под маса и да се држат настрана од прозорците и зидовите. Директорот, тимот за евакуација и вработените во училиштето се грижат за безбедна евакуација на отворен простор според планот. Ги смируваат учениците, објаснувајќи им да ги заштитат главите и да не се туркаат, да не трчаат, да не зборуваат и да не се враќаат назад. При пожар веднаш се активира алармот за дојава на пожар и се известуваат противпожарните служби и полицијата. Треба да им се укаже на учениците да се заштитат од чадот и огнот. Приоритет е безбедната евакуација. Ако се во затворена просторија и нема можност за евакуација, учениците треба да се засолнат на безбедна далечина од опасноста. При поплава, кога има брзо надоаѓање на вода и нема можност за евакуација, децата треба да се засолнат на безбедна висина и да се известат против пожарните служби и полицијата. Треба да се намали паниката кај децата, грижејќи се да бидат подалеку од прозорците и вратите и да не пијат вода поради опасност од контаминација. По завршување на опасности и по евакуирањето треба да се пребројат учениците и да се провери безбедноста на околината. Ако недостасува некој ученик или вработен, се активира тимот за спасување, а ако некој е повреден, се активира тимот за прва помош. Треба да се утврди и штетата во училиштето и во училишниот двор и да се спречи било кој да влезе во објектот до пристигнување на полицијата, против пожарните служби и другите надлежни институции.